Почитувани граѓани на општина Радовиш, ние, како советничка група, предводена од Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата на доброто за нашата општина Радовиш, денеска на оваа пресконференција сакаме да ви известиме за проблемите кои секојдневно се појавуваат во детската градинка Ацо Караманов. А сето тоа е како резултат од нестручното и несовесно работење на локалната власт, предводена од градоначалникот Ацо Ристов и политичката партија ВМРО ДПМНЕ. Јас во моментот се наоѓам пред детската градинка, објект Цветови, која во истата повеќе од месец дена децата се оставени без негователска грижа, а пред се најмалите деца, а тоа е јаслените групи. Родителите збунето и без никаква информација дадена од надлежните не знаат кој им ги згрижува децата, а ниту пак се запознаени дека истите деца на овие минус температури се преместуваат од една во друга зграда, без никаква согласност од нивните родители. Представниците на локалната власт, наместо да ги вратат вработените кои што се дома, истите се занимаваат со смени на раководни лица кои насилно бараат од нив со писмена изјава да си дадат оставки, без притоа да бидат свесни дека истите раководни лица се со законски предвиден мандат. Подитно е потребно сите негователки кои што седат дома да се повикат да продолжат со работа како би продолжило редовното и нормалното работење во детските градинки. Потребно е ветувањето кое што беше дадено од страна на градоначалникот на една од преходните седници на Советот, каде што вети дека сите негователки кои што се дома ќе почнат со работа од 1.2.2022 година. Денеска сме 2.2.2022 година, се уште не се повикани. Почитувани сограѓани, ова не е единствениот проблем кој што го имаме на локално ниво. Видовме дека за само помалку од 100 дена од нивното раководење на локалната власт, се уште не видовме започнување ниту реализација на ниту еден проект од програмата која што беше ветена пред вас граѓаните од страна на градоначалникот и ВМРО ДПМНЕ. Ние за оваа ситуација докрај ќе се залагаме, бидејќи ние сме избрани од вас, од граѓаните на општина Радовиш, и сме должни вашите проблеми да ги решаваме, а пред се јас како мајка кој во моментот и моето дете е дома. Ви благодарам.